Што велат експертите по уставно право? Наполно ќе стекува рокот за формирање на влада. Кои се можните опции за Македонија? Што вели уставот? Што можеме да очекуваме? Деспина Тодоровска во живо од пред собранието на Република Македонија ќе ни ги пренесе експертските мислења. Деспина, најпрво што вели уставот? Ивона, како што кажа и ти вечерва, наполно ќе стекува рокот за составувањето на новата влада, но со оглед на молкот кој што влада е помеѓу политичките партии, за сега е неизвестно дали овој рок ќе биде испочитуван. Со оглед на ваквата ситуација, попладне во став побаравме и од универзитетската професорка по уставно право Тања Каракамишева, со која што поразговаравме за повеќето можни сценарија кои што ги остава ваквата ситуација. Во изјава за сите професорката Тања Каракамишева вели дека доколку до вечерва на полнок биде објавен новиот состав на владата, во таква ситуација собранието ќе има рок од 15 дена во кој што најпрво ќе треба да се состане за да го избере новиот претседател на собранието, а подоцна ќе треба да го изгласа составот и програмата на новата влада. Но на што е најголем проблем во ваквата ситуација според професорката Тања Каракамишева е тоа што македонскиот устав прецизно не предвидува што доколку рокот, првичниот рок за состав на новата влада не биде испочитуван. Ваквата ситуација остава простор за различно толкување на уставот, но сепак професорката Каракамишева смета дека во секој случај председателот на Република Македонија ќе мора да го почитува членот 90 од уставот кој што вели дека мандатот за состав на новата влада ќе му биде доделен на кандидатот на партијата, односно партиите кои што имаат мнозинство во собранието. Секоја одлука која што ќе биде различна од членот 90 од уставот, подоцна ќе може да биде оспорена и пред Уставниот суд. Да погледнеме дел од разговорот со професорката Тања Каракамишева. Вака имаше многу толкувања од страна на разноразни експерти, професори и така натаму околу прашањето што доколку не се успее овој актуелен мандатар да состави влада и што потоа. Мораме да кажеме дека Уставот на Република Македонија е таков каков што е, прилично непрецизен, прилично би рекла недообјаснет во делот на ситуации што потоа или што ако мандатарот не состави влада, за разлика од другите устави во Европа, например уставот на Хрватска, уставот на Словенија, уставот на Бугарија, на Естонија, на Литванија и така натаму, каде што постојат точно прецизирани уставни одредби што доколку првиот мандатар не успее да состави влада, во нашиот устав тоа не е уредено, што значи дека мораме да се движиме во рамките на уставната норма член 90 како што е прецизно утврдена во уставот, што значи дека сите оние толкувања кои ги слушавме изминатиот период дека мандатарот треба да го врати мандатот, а потоа председателот на државата е должен да го достави до второпласираната партија, тоа се све субјективни гледања, субјективни анализи и проценки на некои експерти или на некои политички партии кои сакаат така да биде, но тоа не е утврдено во уставот. Во уставот е јасно наведено дека мандатар потекнува, односно произлегува од партијата, односно партиите што имаат мнозинство пратеници во собранието. Што значи дека не се наведува апсолутно мнозинство, туку се вели мнозинство на пратеници во собранието и не случајно тоа мнозинство се утврдува 10 дена по конституирањето на собранието, што значи председателот на државата 10 дена по конституирање на собрание го доделува мандатот. Тоа е се со цел изборниот победник да биде тој што ќе го добие мандатот за состав на влада, а не било која политичка партија која што евентуално би сакала да направи некакво вештачко мнозинство во собранието. Тоа е една работа. Втора работа е сите оние уставни толкувања кои што ги слушавме по медиумиве дека фактички Зоран Заев треба да го добие мандатот од господинот Ѓорги Иванов по логиката од 1992 година кога председателот Киро Глигоров го додели мандатот на второпласираната партија. Веднаш морам да кажам дека тоа е противуставен чин и тогаш 92 и сега доколку се случи исто така ќе биде противуставен чин, бидејќи тоа никаде не е запишано во нашиот устав, ниту во деловникот на собранието на Република Македонија, што значи дека доколку се случи тоа такво нешто, хипотетички, таквиот акт
и на председателот на државата, но и составот, нели, самата постапка за избор на влада би била противуставна, што значи дека би можело да се обжали до Уставниот суд, кој што е единствено надлежен да ја цени уставноста на актите донесени од Собранието на Република Македонија, односно од председателот на државата. Што значи, ако не сакаме да навлеземе во противуставни действија, председателот на државата мора да го почитува член 90 така како што е напишан, што значи дека изборен мандатар може да биде само господинот Никола Груевски, односно, се извинувам, владен мандатар може да биде само господинот Никола Груевски, односно партиите што имаат мнозинство, а тоа се ВМРО, ДПМН и коалицијата на политички партии кои што го имаат мнозинството во Собранието на Република Македонија и никој друг. Така е во уставот, доколку сакаме поинаку да биде, треба да го смениме уставот, доколку сакаме да се повикуваме на уставните пракси на други земји, исто така треба да кажам дека тие не се задолжителни, тоа си се уставни пракси на други земји. Уставната пракса од 92 година исто така не е задолжителна, затоа што тоа во тој момент била противуставна, но никој не ја оспорил пред Уставниот суд, што значи дека како пракса не можеме да ја повикаме повторно и да ја спроведеме во дело, затоа што праксата не можеме да ја изместиме и да ја ставиме над уставот или како уставна норма. Тоа е практика која што тогаш биднала, но не мора да значи дека и сега треба да биде повторно воспоставена, така што мораме да бидеме многу внимателни околу давањето на мандатот, евентуално нов, и околу прашањето за што потоа доколку мандатарот сегаш не успее да состави влада. Ако сакаме да останеме цврсто на она што пишува во уставот, во таков случај председателот на државата мора да го задржи мандатот, односно да го додели повторно мандатот на господинот Никола Груевски, затоа што тоа е логиката на уставот. Таква логика има и уставот на Хрватска, каде што се вели ако во рок од 30 дена мандатарот не успее да состави влада, му се даваат дополнителни 30 дена, така и во Словенија. Значи немаме некои пракси кои што не се познати, туку тоа е така и во другиве земји, така што логиката е дека повторно мандатар треба да остане господинот Никола Груевски со цел да му се даде доволно време да може да состави влада. Доколку и во вториот обид не успее, бидејќи повторно не пишува како е тоа, значи мора да се прават неколку обиди се додека не се состави влада. Тоа е идејата на уставотворецот, предпоставувам била, и покрај тоа што ќе кажам дека не совршен уставот, значи има голем број на уставни празнини, но така како што е уредено, логиката на уставотворецот било изборниот победник да биде тој кој што ќе ја составува владата. И тоа е уствари целата суштина врз кој што е заснова нашиот уставен и политички систем. Во спротивност постојано ќе можеме да го избегнуваме изборниот победник или да го заобиколуваме изборниот победник при состав на влада, но идејата и интенцијата не била таа. Слични видувања во однос на ваквата состојба има и универзитетскиот професор Владо Поповски. Да го слушнеме и неговиот став. Се подразбира од решението на Уставот на Република Македонија, прво следното, дека председател на Република Македонија господин Ѓорги Иванов го испочитува комплетно Уставот со давањето на мандатот онака како што тој се толкува и онака како што во пракса беше пресе. Имено партијата што има најголем број на пратеници. Второ, ако сега не успее ВМРО ДПМН да направи влада со едниот представник, ВМРО ДПМН со оглед на праксата може и со друг представник. Например, се шпекулира имиња од... Што значи, доколку е во можност тој вториот представник да излези со влада, тој може во едно разумно време, така, после откажувањето на сегашниот мандатор, да состави влада. И во на ова беа ставовите на експертите по уставно право. Ние остануваме да следиме денешната состојба и со сите нови информации. Ќе се јавиме и во дневникот во 19 часот. Деспина Тодоровска во живо, јас ти благодарам.